По неколку годишна целосна нефункционалност заради дотраеност, но делумно и заради менаџерска неажурност, СКАДА системот повторно е ставен во функција во Прилепското јавно комунално предпријатие Водовод и канализација. Станува збор за сосема нов, современ и комплетно дигитализиран систем кој овозможува 24-часовно следење на состојбите во водоводната и канализационата мрежа, како и на квалитетот на водата која ја користат граѓаните. Проектот е вреден околу 8 милиони денари кои се обезбедени од буџетот на самото предпријатие. Имаме мобилна апликација, тоа е нешто најново, која што на самите телефони раководителите и јас како менаџер можам 24/7 да посматрам, да ја контролирам протокол на вода, дефеци, матност, pH вредност, сите податоци кои што се битни за квалитетот на водата во град Прилеп. Со тоа сигурноста кај граѓаните за квалитетот и за водоснабдувањето е многу поголема. СКАДА системот во Прилепски водовод за прв пат беше ставен во функција пред повеќе години, со што ова предпријатие стана едно од пионерите во државава. Но од 2019 година тој целосно беше надвор од употреба, што според познавачите скапо го чинело и предпријатието, но и граѓаните, најмногу со непотребните загуби на вода, кои и без тоа се големи и паѓаат на товар на потрошувачите. Во секоја минута, во секоја секунда, кога има голем дефект, СКАДА го регистрира и на мобилната апликација известување стасува во секој момент. Немаме потреба да чекаме известување од неколку часови за некој проблем кој што ќе настани во градов и ќе имаме огромни загуби на вода додека некој да не извести. Инаку Прилепското јавно комунално предпријатие Водовод и канализација позитивно ги поминало и последните ревизорски контроли, што според Гулабовски е своевидна потврда за домајкинското работење во последниве 2 години. Она што е неповолно за граѓаните е новата одлука на регулаторната. Цената на водата предпријатието да ја зголеми за околу 200 денари по потрошувач. Сепак, по оваа одлука на регулаторната, конечниот збор допрва ќе треба да го има Општинскиот совет, објаснува Гулабовски.